Кога станува збор за деформитетот халус валгус, односно искривување на палецот, кој е ово и овде, голем дел од човечката популација страда од овој деформитет, повеќе жените, но сега во последно време се појавува и кај мажите. Сите оние кои пробале да го отстранат овој деформитет, доживеале разочарување на еден начин, пробале многу работи, затоа што пробале многу работи и на крајот им било кажано дека мора овој деформитет да се отстрани овде со операција. Кога станува исто збор да ги спомнеме и стабилизаторите, бидејќи тие се едни добри помагала, но многумина пробали и со нив. Ги има на интернет овие стабилизатори, пластични, силиконски, по аптеките ги има, на интернет порталите, може да ги нарачате. Не успеале да го отстранат овој деформитет и со овие стабилизатори. Зошто е тоа така? Затоа што овие стабилизатори сигурно сте ги носили на еден неправилен начин. Овие стабилизатори се носат само преку вечер кога се спие. Преку ден не се носат. Зошто е тоа така? Затоа што кога нашето тело, кога одиме, нашите стапала се шират со самото стапнување на земјата, има одреден вид на ширење, и кога ќе ги ставите овие стабилизатори на плюс на прстите, уште толку се шират. Кога ќе го ставите овој стабилизатор овде на палецот, автоматски прстот од самата тежина се шири, како што рековме, и од стабилизаторот, и ќе ви дојде еве вака. И сега настанува уште поголем проблем, бидејќи овие овде се коски, метатрзални коски. Исто така, со носење на овој стабилизатор преку ден, настанува исто и деформитет и овде. И затоа многу се жалат и викат тоа многу боли и нема успех, настанува уште поголем проблем. Автоматски обувките стануваат тесни, не можете да ги носите овие стабилизатори во нормални обувки. За овој стабилизатор, за да се носи овој стабилизатор и преку дента, потребно е да се изработат соодветни специјални обувки кои ќе одговараат на вашите стапала. Сега, но и со тоа не го решавате проблемот, бидејќи со самото наше тело, кога ние одиме, стоиме, цел притисок доаѓа во самите стапала. А стабилизаторот е намет да се тегли палецот. На еден начин тоа е добро, но немате подлога од доле. Значи ви фали еден вид на амортизер да се насочат правилно коските. И за да се реши овој проблем, да се отстрани овој проблем, ќе ви покажам сега изработени едни обувки за еден пациент. Имаме голем успех со тоа. Еве ги обувките. Ова се кожени обувки. И сигурно приметувате, едната ова е доста поширока и ова е широка, ама ова лева обувка е многу поширока од десната, затоа што стапалата на пациентот се вакви. Какви се стапалата, така изгледаат и обувките. Кожени се имат долг век на трајност, но за тоа после. Многу интересно да ви покажам, еве, што има внатре, значи во самото обувка се прави ваква вложка, различни се и двете, и се насочува палецот на надвор, значи, за да може да се лечи. Со носењето тоа се исправува. Со вакви обувки, јас го решавам овој проблем и да ви кажам, имаме голем успех кај секој пациент. Во рок од 1 година до 2 години, тоа поменува без операција, имате нормално стапало. Значи да запомниме, најголем успех имаме кога стабилизаторот се носи навечер, кога спиете, а преку дента се носат специјални обувки и вложки. Во комбинација со стабилизаторот и специјално изработените кондори по мерка и вложки, тогаш имаме најголем успех. Кој има ваков проблем или било каков проблем со стапалата, со коските, слободно нека ми закаже на телефонот 075 225 722
Ние се наоѓаме во Штип, на Панче Карагьозов 44. Ви очекуваме.